Денеска сме на место каде асфалтот е жежок и го слушаме моторот на картинците. Ви посакувам добре дојде од SkyCart. SkyCart е картинг стаза која располага со околу 60 картинзи, која нуди забава, адреналин. Одлично. А колку време постои SkyCart? Од 2019 година. Од тогаш е едно од поактивните места за забава во Скопје, ви реков. Да. Дали може да ми објасниш какви се правилата во картингот? Правилата во SkyCart се така што најпрво доаѓаат, си прават клиентите акаунт, давам изјави да потпишат, потоа им објаснуваме кои ќе седнат во картинзи, дека десното им е газ, лево кочница и намерно дирање на стаза нема. Или ако се заглават негде, дека ние ги вадиме инструкторите. А по колку луѓе може одеднаш да се возат на патеката? Од 15 до 20 души, некогаш и 25. Дали се различни картинците? Да, има три вида на три категории, 200, 270 и 390 кубика. Која категорија им ја препорачувате на почетници? На почетници со 200 кубика, бидејќи има услов за време да постават за да земат побрза категорија. Претпоставам најтешкиот картинг е за најискусните? Да. Дали е потребна некаква соодветна опрема кога се вози картинг? Само подкапа е потребна за подкацигата. Таа се Јасно. купува тука или се носат од дом. Што треба да знаат оние кои сакаат да дојдат на картинг пред да дојдат на картинг? Со што треба да бидат запознаени какво ќе биде ова искуство за нив? Тука ги очекува забава, адреналин, дружба. Дали се менува патеката на возење во зависност од пригодата, во смисла, еве, обичен посетител доаѓа, дали се менува патеката или останува иста и за надпревари и за... Не, си останува исто. Дали досега сте организирале трки? Да, имаме трки и сега ги организираме. Најдобрите времења од GT5 и RX7, првите тројца се надпреваруваат со 390 кубика. Јасно. Како изгледаат тие надпревари? Дали се со награди, дали се добиваат награди на тие Да, на надпревари? трките се добиваат награди. За прво освоено место ваучер од 6000 денари, за второ има 2 пати по 15 возење и за трето место 15 минути возење. Одлично. А на колку време се одвиваат овие надпревари? На годишно, месечно ниво? Месечно ниво. Јасно, супер. Дали почесто се надпреваруваат жените или мажите во картинг? Па повеќе мажите се. Да? Дали има интереси од страна на жените? Да, има многу. На која возраст е најмладиот посетител на SkyCart? Над 10 години. Или треба да има 130 сантими висина. Значи тоа е минимална Да. граница. Да. А највозрастниот? Највозрастниот се уште не знаеме. Од прилика? Па 60 така нешто. Да. Дали ова актуелно место, дали би го препорачале за славење роден ден или пак за тимбилдинг, може би? Често прават тимбилдинзи, роден ден и да. Значи ова би го препорачале како топ место. Да. Одлично. Дали може за крај да ми кажеш каде се наоѓа SkyCart, кое е работното време и како може да дојдат до тука? SkyCart се наоѓа во Волково. Работното време е од 10 наутро до 12 час полно. Како се створи твојата пасија за возење картинг? Големата љубов према Формула 1 и спрема автомобилизмот ми ствари пасија да се надпреварувам и со картинг. Пред се да возам рекреативно, а потоа да се надпреварувам и професионално. Колку време веќе се занимаваш со ова? Дали ти е како професија или ти е како хоби повеќе? Со картинг се занимавам вкупно 13 години, каде што последните 6 до 7 години се занимавам професионално на надпреварувања низ Европа и Балканот. Каде досега си се надпреварувал во возење картинг? Досега сум се надпреварувал во Македонија, Грција, Бугарија, Унгарија, Хрватска, Словенија и зимоска во ноември ќе одиме на голем надпревар интернационален во
кампанија кој се вика Пакете Скап и кој ги собира 200 најдобри возачи во светот, па ќе си ги одмериме силите на светско ниво. Супер, одлично, ти посакувам многу среќа Благодарам на тој многу. надпревар. Дали можеш да ми откриеш кој е твојот најголем успех во картингот до сега? Мојот најголем успех во картингот е да се стане шампион. Имам неколку такви успеси. Ланскиот успех ми е шампион во Србија во АКЛС картинг лигата. Пред тоа во 2019 во Ендуранс СВС шампионатот во Грција и во 2018 шампион на Македонија во рентал картинг. Одлично. Ти посакувам уште многу успеси на полето на Благодарам картингот. многу. На што си најгорд во возењето картинг? Што те прави најгорд кога ќе помислиш на тоа? Најгорд возењето на картинг ме прави тоа што можам на секоја трка да го извадам мојот потенцијал, да дадам све од себе и да се покажам во најдобро светло. Кој е твојот рекорд до сега? Мојот рекорд до сега, во смисол на извозено време на стаза, ги држам рекордите во Скопје на сегашната стаза во Скајкарт и на поранешната стаза во Арт Картинг центар. Најголем рекорд како во возење ми е учество на 24 сата ендуранс надпревар во Хасково во Бугарија. Како изгледа тој надпревар? Дали се вози 24 часа или? Тој надпревар од 24 часа се состои од тим, јас и уште неколку колеги, и исто е принципот како на Леман возење, односно на неколку часови се менуваат возачите и картингот, но надпреварот не застанува и трката не застанува цели 24 часа. Одлично, претпоставам тоа е навистина возбудливо искуство. Така е. Супер. Дали имаш некоја анекдота, нешто интересно што можеш да ни кажеш што ти останало во памтење што го прераскажуваш онака на другите како навистина интересна и не секојдневна случка од надпревариве да речеме? Такви случаи има неколку, например во блиската прошлост, затоа што кога ќе се оди во Унгарија на возење, секој надпревар тамо не изненадуваат временските услови, без разлика дали ќе се отиде во мај, во јуни или во септември, октомври, тамо секогаш знаат во 2 часа, 3 часа колку што трае нашиот надпревар, да биде сонце, дожд, магла, ветер, сонце и да не се знае од една до друга трка кои временски услови ќе бидат. Односно и во самиот надпревар временските услови знаат 2 пати да се сменат. Интересно, значи никогаш не се знае како ќе биде на надпревар. Така е, многу интересно, многу непредвидливо, забавно и сите надпреварувачи го сакаат тоа, зашто до крајот на трката не се знае што ќе биде. Зошто би ги повикал други да почнат да се занимаваат со картинг? Другите ентузијасти на картинг, и помладите и постарите, би ги повикал да се занимаваат со картингот, затоа што е многу адреналински спорт, безбеден е пред се, може многу да се научи во него, односно техниките што ќе се применат на стаза, потоа многу помагаат во возењето на автомобил на улица од безбедносен аспект, не од надпреварувачки и да се брзи да се надпреварува после по улици вон законски. И исто така може многу да се успее во картингот, само треба многу да се има потенцијал и помош од спонзори. Јасно. Уште ова е последното моје прашање за тебе. Дали имаш тренер или си самоук во овој спорт? Порано додека тренирав во Арт Картинг центарот имав и тренер, но потоа долги години сум сам, тренер немам и се учи од стаза до стаза и што ќе се види од другите надпреварувачи, ако е добро се применува и се учи низ што би се рекло trials and errors, односно низ грешки, па ако тоа се утне, се поправа грешката и се станува секој ден подобар и подобар. Затоа е потребно многу возење на стаза, на сите различни стази каде што се оди. Не е доволно да се тренира на една стаза, туку мора каде што се одвива надпреварот, тамо да се посвети многу внимание на таа стаза и да се научи безпрекорно. Ти секој ден имаш, да речам, тренинзи по возење картинг или? Минимум еднаш неделно мора да се одржува кондицијата, без разлика дали е лето, дали е зима, но ако се има надпревар, тогаш се посветува многу повеќе внимание на тамошната стаза, се оди неколку дена порано и се учи таа стаза со сите нејзини предизвици, сите картинзи што се на располагање, затоа што секогаш на надпреварот, да се покажеш во најдобро светло, треба да ја знаеш тамошната стаза и затоа тренинзите, како возење на картинг, физичките тренинзи, не се толку битни дали се на домашната стаза или на некоја друга, него на стазата кај што се одвива надпреварот.